Почитувани гледачи, нова седмица и ново издание од емисијата Мој став на интернет фреквенцијата на М телевизија. Да напоменеме на почетокот на самата емисија дека можете да не следите во живо токму на нашата интернет фреквенција, меѓутоа можете да не следите и на социјалните мрежи, на YouTube каналот на кој што ги поставуваме секако нашите емисии. Во ова издание од Мој став, мој денешен гостин и соговорник е нашиот Синиша Новески, познат академски скулптор и искусен педагог со повеќе од 20 самостојни и 35 групни изложби, кој што е добитник на многобројни награди во областа на уметноста, во областа на скулпторството. Синиша работи како самостоен уметник во Македонија, меѓутоа од неодамна и со една поинаква професија, именно професор на МИТ Универзитетот во Скопје. Во ова издание разговараме малку повеќе за неговото творештво, даваме посебен осврт на повеќе од 20 години ликовно творештво токму на Синиша Новески. Се задржуваме на уметноста и на сето она кое што тој го создава и твори. Да не изложам многу јас во најавата, велам добре дете за Синиша Новески. Ви благодарам што прифативте мојата покана. Благодарам и на вас на поканата. Како сте? Одлично. Синиша, многу ми е драго што токму во мој став ќе проговориме малку повеќе за уметноста, за она кое што вие го создавате, меѓутоа со посебен осврт на 20 години од вашето творештво. Што значи за вас 20 години ликовно творештво? Да, пред неколку недели јас направив една интересна изложба во мојот роден град Македонски Брод, каде што обележив 20 години од моето ликовно творештво, посебно творештвото во скулптурата, каде што направив одреден избор на скулптури од сите мои фази кои досега ги имам работено во овие 20 години. Тука би ги одвел фазите на мојата дипломска обликување на просторот, фазата на жени символика, портретите на големите македонци, инсталациите во простор во пештерата Пешна, потоа доаѓаат периодот на правење на скулптурите парови, фамилија, митолошки некои сцени и сега последната фаза која почнав да разработувам, тоа е хуманизам и брутализам. За мене беше посебна чест и задоволство да можам целото моје творештво кое веќе е представено низ целиот свет да го представам во мојот роден град. Зошто токму во Македонски Брод? Дали сакавте да биде автентично со вашето место на раѓање? Да, точно затоа што тоа е мојот роден град. Таму се моите најблиски, таму ги почнав моите почетоци на скулптурата. Беше исто така многу важно покрај сите критики во светот и сите гледање на гледачите од цел свет, сакав да добиам впечаток и блискост со моите сограѓани преку моите скулптури. Така, имате живеено и надвор од државата, имате творено и надвор од Македонија. Меѓутоа, што го одбележа 20 години творештвото на Синиша Новески? Ќе издвоиме ли нешто позначено? Можем да кажем дека во овој прилично краток, меѓутоа и пак голем период од 20 години, каде што имам мноштво на скулптури, сега бројката на скулптури е огромен, меѓутоа многу тешко е за уметникот да направи селекција на некои подобри скулптури со кои би сакал да го представи најдоброто за своето творештво за тие 20 години. Меѓутоа јас сум многу горд што 20 години се посветив на мојата струка, вложив доста во разработка на скулптурата и на тој начин оставив некој траен белег за македонската културна сцена. Во најавата кажав 20 на самостојни, повеќе од 35 групни изложби. Ние бевме гости на вашата, чинам неодамна, која што се одржа изложба насловена како Патина на љубовта во галерија Метаноја. Какви импресии носите од Патина на љубовта и ќе се случи ли нешто ново наскоро? Да, Патина на љубовта која беше една моја изложба во приватната галерија Метаноја, беше моја втора самостојна изложба после моето враќање и живење и творење во Белград, каде што исто така направив одредена селекција посебно на бронзени скулптури, каде што сакав преку патината, значи бојата добиена во моите скулптури да ја представам љубовта. Се тоа е многу интересен момент каде што треба преку формата и одреден мотив, меѓутоа и плюс бојата, кој е еден вид на некоја рејџа, на некоја патина, на некое стоено време, добиете естетика за љубов. Меѓутоа, јас направив интересно поврзување на бојата со некои мотиви кои се блиски до љубовта, како што е фамилијата, паровите,
жената, дел од македонската традиција, така да љубовта не е само спрема партнерот, љубовта е значи широк поим кој може да биде и спрема фамилијата, спрема блиските, спрема татковината, спрема историјата, спрема хуманизмот и така натаму. Зошто токму патина на љубовта како наслов на изложбата? Тоа беше наслов на еден од кураторите на изложбата Коста, кој работи во галеријата Метаноја, и тоа беше негова идеја за да можеме да направиме една и поетска игра на патина на љубовта, меѓутоа и примамлив наслов за да можат публиката да ја погледа и самата изложба на скулптурите. Како гости можеа да се забележат љубители на уметност, личности од јавниот живот, од јавната сцена во Македонија, меѓутоа и доста чинами политичари можевме да видиме таму. Да. Моето прашање во контекст на тоа е колку е цената уметност кај нас, колку е вие како уметник го добивате потребното внимание токму од публиката, од јавноста? Да. Самото творештво на уметникот е многу убаво чувство и самиот процес на творење многу убав и задоволство за авторот, меѓутоа и комплексен процес каде што тоа дел што го творите треба да го пласирате или да освоите публиката. Сега јас правам некои скулптури кои публиката ги прифаќа, меѓутоа не само од една фела, од една област како што е културата и уметноста. Моите скулптури допруваат и до други области како што е политиката, дипломатијата, економијата и така натаму, што мислам дека е добро за еден уметник да направи некој уметничко дело чија естетика би била пријамлива до пошироката публика. И една од поентите на уметноста е баш да ги спојува луѓето од најразлични области. Во оваа изложба представувате повеќе женски фигури. Колку жената и нејзиниот пат кон рамноправност, кон еманципација денес во 21 век беше инспирација токму за вас како уметник? Точно, жената како поим, како уметничко дело, инспирација на голем број на уметници во историјата на уметноста, така исто и за мене, затоа што женското тело представува едно од најдобрите и најидеалните природни форми заради своите пропорции, меѓутоа и содржината што ја носи самата жена. Така да, мене инспирација жената ми беше не од повеќе аспекти, пред се од дружењето со моите баби, мајка ми, сопругата, пријателките и така натаму. Меѓутоа и самиот поим на жена беше добра алегорија, некои представи да ги представам баш преку женското тело. Имаше доста интересни скулптури кои има алегорични наслови, например неуништлива, непобедена, медена земја и така натаму, све представени преку мудрост, представени преку женската фигура. Колку подготвувањето на една изложба е процес, знаејќи колку е долг патот до една скулптура, до создавањето на една скулптура, колку време се работи изложбата? Самиот чин на подготовка на изложбата е доста голем и обемен, затоа што први вие мора да создадите дела кои треба да ги представите на изложбата, зборам конкретно за скулптурите, меѓутоа постои и друг дел, а тоа е подготовка за изложбата. Значи се мисли на местење на изложбата, концепт на изложбата, медиумско покривање, каталози, постери, автор или куратор кој би работел на твојата изложба, и најчесто јас се впуштам во сето тоа, затоа што мислам дека во денешно време е многу важен маркетингот во брзо време на живење. Веста за конкретно за изложбата сакам да стигне до пошироките кругови и на тој начин би била добра сатисфакција за мене ако може изложбата да ја видат поголем број на публика. Меѓутоа, самиот чин на подготовка на изложбата е доста обемен и бара посебен труд и ангажман. Добива ли уметноста денес свое внимание од, еве конкретно во Македонија, конкретно за вашите изложби, што покажува искуството? Видовме многу луѓе на последната, меѓутоа, еве како се движат тие работи? Видете вака, значи Македонија е добро тло за творците, посебно зборам за уметниците, меѓутоа секој што творите е добар допринос другите да го видат сето тоа, дали е тоа скулптура, музика, поезија, театар и така натаму.
и мислам дека една од најдобрите работи каде што Македонија е најсилна, тоа е културата и уметност. Многу е важно за секој автор да има желба прво да работи и да постигне одредена цел во своето творештво. Меѓутоа, после секој вложен труд, ја мислам дека уметноста и го добива своето значење и својот допринос на авторот. Како би опишале, Синиша, вашата уметност, пошто вие сте автентичен и препознатлив денес? Многу интересно прашање. Така да спомнав овие 20 години на творештво, еден период каде што секој уметник се бара помеѓу себе. И сега од тоа прилично долг период се прават толку скулптури, меѓутоа ако гледам од мој аспект, ја би се пронашал во можеби не знам 5-6 или 10 скулптури каде што сум јас вистинскиот и автор што би сакал да представам. Мислам дека публиката во моите скулптури препознава одредена поетика, лиричност, блискост до публиката, љубов, конекција, радост, затоа што самата скулптура е материјал кој се прави во некој несвојствен материјал како што е металот, бронзата, каменот, и се замислете од тој, да го наречам, мртов материјал, вие треба да градите душа и љубов. И мислам дека јас се обидувам од тие комплексни материјали да внесам свој дух, кој тој дух потоа го пренесувам и правам конекција помеѓу уметничкото дело и публиката. Колку оваа уметност бара трпение од творецот, од уметникот? Тајната на успехот на секоја професија е стрпливоста и работата, така и уметноста бара доста стрпливост, специфично е за скулптурата, затоа што процесот на изведба на скулптура е баш комплексен, дали тоа е мала скулптура или голема скулптура, значи мора да се посвети посебно внимание, стрплење, анализа. Меѓутоа, ако постои љубов и радост према професијата, посебно кон скулптурата, тогаш не постојат тешкоти и мислам дека крајниот продукт е секогаш добар кога се внесува љубов и внимание со доста работа, труд и ангажман во скулптурата. Кои се најчестите предизвици во создавањето на вашите скулптури во ова 20 години творештво? Имаме генерална поделба на скулптурата на абстрактна и на фигуративна скулптура. Јас се обидувам да пливам во двете води, значи абстрактната и фигуративната скулптура, и се барам и во едниот дел и во другиот дел. Меѓутоа, мислам дека повеќе се пронајдов во фигуративната скулптура, затоа што фигуративната скулптура е приказка на самиот човек, кој низ цивилизациите, историјата на уметноста цело време се провлекува и никогаш не станува здодевна како мотив за ликовната публика. Така, покрај уметноста, од неодамна сте и професор на МИТ универзитетот во Скопје, во одсекот на архитектурата. Што значи тоа за вас како надополнување на вашата личност? Колку таму можете да го пренесете сето на стекнато во овие години работа и создавање? Така, да. Јас и претходно имам некое педагошко искуство, меѓутоа себе конкретно имам искуство на факултет каде што работам со студентите, и мене голем предизвик ми е одредено моje знаење за скулптурата, историјата на уметност и архитектурата да пренесам на студентите. Многу е важно денешните студенти да можат да се мотивираат и да се анимираат, се со цел да им се дадат некои интересни работи кои може да ги совладаат, меѓутоа им да се даде одредена насока како идни архитекти, зборам уметници, скулптори би се пронашле во својата професија. Така да јас само сум еден вид на медијатор помеѓу знаењето и студентот, каде што дам одредени насоки како студентот со истражување, со барање и со работа би дошол до одреден резултат. Колку младиот човек денес од аспект на професор е желен за знаење, желен да му се пренесе знаењето? Да, во секој случај многу е битна конекцијата помеѓу професорот, предметот кој го предавате и студентот, да дадете одреден интерес и незаинтересираниот студент да го заинтересираат. Тоа во денешно време не е многу лесно. Гледам дека кај младите студенти постои одредено губење за мотив, за нови знаења, истражувања. Меѓутоа, не се виновни самите студенти, туку нормално глобалните случувања во светот. Меѓутоа, ние мораме пак некако да се вратиме кон традиционалните вредности на пренесувањето на знаењето и да ги мотивираме секој студент
да навлези во својата професија за да биде успешен. Како држава движиме на патот на вреднување на уметноста, на културата? Видете, мислам дека сме на добар пат, меѓутоа секогаш може и повеќе, меѓутоа тука зависат повеќе фактори. Првиот фактор е мора да имаме квалитетни уметници, кои што квалитетни уметници мора да продуцираат и да даваат добра уметност, а тука е државата и другите органи кои ќе овозможат добар пласман и добра презентација на уметноста и во Македонија, меѓутоа и надвор границите на Македонија. На што се работи периодов, Синиша? Ке посетиме ли можеби некоја нова изложба, се спремаат ли можеби нови скулптури, нови дела? Можам да кажам дека оваа година беше многу активна за моето творештво. Имав дури скоро 5 или 6 самостојни изложби, неколку групни изложби. Ми остана уште една, мислам дека последна за оваа година самостојна изложба во Гевгелија, каде што се представувам со нов циклус на скулптури. Тоа е хуманизам и брутализам, кој има своја символика, каде што преку абстракцијата и фигурацијата сакам да прикажам денешното живење на луѓето. Дали во денешно време постои хуманизам ке луѓето или пак внатре се бруталистички или постои тој брутализам. Така да сакам да отворам една дискусија во еден период во светот кога мора да направиме нов почеток, да направиме нова ренесанса во хуманизмот, значи да се вратат човечките вредности на човекот, меѓутоа и самите да се погледаме преку уметничкото дело до кој степен сме дојдени денес. Ги изгубивме ли денес човечките вредности според вас? Секогаш човекот носи во себе некоја хуманистичка вредност, меѓутоа мислам дека човештвото општо е во одредена криза за хуманизмот и ние мора сите да се вклучиме да се вратат тие хуманистички вредности за човекот за да може светот да опстане на вистинскиот пат. До крајот на годината ќе не почестите ли можеби овде во Скопје со изложба која што ќе го одбележи 20 години творештвото на Синиша Невски? Со самостојна изложба не, меѓутоа во тек се неколку групни изложби каде што јас во Скопје преку Друштвото на ликовните уметници имам одредени мои скулптури. Така, велат за уметниците од круцијално значење поддршката од семејството, од најблиските, па во контекст на тоа од кого ја добивате најзначајната поддршка? Претпоставувам од семејството. Да. Најмногу од семејството и фамилијата. Памтам на почетокот на моето творештво, многу е тешко да им кажете на родителите дека вашето дете треба да биде уметник и дека преку уметноста треба да успее во животот. Меѓутоа јас имав среќа баш да добијам добра поддршка од мојата фамилија и родителите, а покасно таа поддршка добивам и од сопругата, и од черката, и така да и од моите најблиски. Меѓутоа, многу интересен феномен уметност, освен што треба да имате поддршка, треба да мислите и тие што не ви даваат поддршка, да можете да бидете спремни да се покажете на добро ниво и пред нив. Така, кажавме за следниот период. Како уметниците ги полнат батериите? Што правите во слободното време? Што најчесто знаете да правите, освен овој уметничкиот дел? Како се релаксирате, можеби? Многу специфично е за уметникот, затоа што по цело време затворен во ателието и нормално дека треба да има одредено слободно време за други активности. Јас најмногу сакам во слободното време да се дружам со другарите, да разменам одредени мислења, колку што можам спортувам, исто ги сакам другите уметности, сакам да гледам добар филм, представа, поезија, исто сум колекционер на стари книги, така да сакам да истражувам преку книгите посебно за историјата на уметноста и архитектурата, така да тие се некои работи кои ги полнат моите батерии, меѓутоа ме инспирираат за ново творештво. И ви исполнуваат. Неколку пати го споменавме ателието, колку сте отворени за гости во ателието? Колку ви доаѓаат, можеби, за има доста голем интерес за посета на ателието, меѓутоа разберете дека ателието е еден вид храм на уметникот, каде што имате доста приватни и работи кои се важни за вас и се некогаш сакате таа приватност со скулптурите, со творештвото, или да ја представите или некој да задржите. Така да јас се радувам кога имам посета во ателието и во главном вратите се отворени за сите. Некојаш и сакам во текот на процес на работа со скулптурите да слушнам и мислење од моите посетители кои не се од областа на уметноста, меѓутоа некојаш може да ми дадат некоја интересна насока за подобри ликовни решенија на скулптурата.
Така, каде ќе можат да се видат вашите скулптури во идниот период, со тоа и ќе го заокружуваме полека разговорот? Да, имам веќе наредната година планирано неколку изложби низ Македонија, меѓутоа и надвор Македонија, така да се надевам дека моите скулптури ќе допрат до целиот свет. Многу ви благодарам, Сениша, за пријатниот и топол разговор. Ви благодарам за тоа што ја прифативте мојата покана. Ние секогаш ќе ве поддржуваме, ќе ја поддржуваме уметноста, културата во Македонија и се гледаме на некоја наредна дружба пред камерите. Благодарам и на вас. Така е, почитувани гледачи, и вам ви благодариме за вниманието со кое го проследивте и ова издание од Мој став на М телевизија. Овде ве поздравувам и ви закажувам нова средба за 7 дена од сега.